Udanosta, braće i sestri, je jedna od savršeните osobini koji isteknuva čoveku. Odanost ili predanost ili predadenost. To je vo suština karakteristika koja se steknuva. Nije čovek roden со тој дар, туку со тик на време го стекнува. А каква потреба ќе рече човек има да бидеме оддани? Прво на Бога, затоа што нашето убедување е такво какво што Господ го проповедал. И најудан е човек на учењето Господово. Но потоа одани стануваме по некоја сличност и едни на другите, ако исповедаме иста вера. Оданоста, значи, е карактеристика на верата. Меѓутоа, може да биде карактеристика на користољубивоста. Затоа треба да внимаваме и да знаеме што е карактеристика на верата, што на користољубивоста. И тоа имаме пример за да ги разликуваме тие работи. Света Марија Магдалина ни е пример на оданост по верата. Што можеше друго да ја привлече кон Христа Света Марија Магдалина, освен верата дека тој е спасителот на светот. Таја вера ја обнови нејзината личност, иако многумина смета дека таја била од која Господ Исус Христос истера 7 демони. Значи, била жена која имала демони во себе. Еден демон да е, па многу е, а 7 демони уште повеќе. Но оно што е важно со таа, што таа со преумување пристапува кон Христа, а уште поважно е што станува и одана. Многу луѓе има со преумување стапуваат во верата. Ама не можат ни оддалеку да бидат толку оддани колку Света Марија Магдалина. И кај ја гледаме нејзината одданост. Тоа што без страф оди на гробот него кој убија насилнички, значи, го растна на крстот, оди на гробот негов рано са бајле, како што прочитавме во Евангелието, и воопшто не е засегната од никога, туку го праша, дури не го распознава ни ангел, подоцна не го распознава ни Христа, затоа што има тие друг облик на живење понатаму. И таа го прашува Христа каде го ставивте Господа мој, односно Господарот мој, кому му сум одана или предадена, за да го земам и да го положам повторно во гроб. Зашто не заслужува тој да биде ни во гроб положен, не знаејќи при тоа дека тој веќе воскресна од мртвите. Одаденоста, браќи и сестри, може да биде и како што реков користољубива. Може да биде човек одаден на партијата затоа што го работила. Ама тоа е друг вид на предаденост. Тоа е вид на предаденост од користољубие. Има некаква корист. А каква корист ќе рече човек имала Света Марија Магдалина? Само зија немава. Ако декле мери човек по човечки, со човечки аршини. Меѓутоа, таа не мари на тоа. И тој што е оден не мари на тоа.
Воопшто не се секира дали на штета своја работа. Затоа што нема полза и штета која не може или која не треба да се мери со вечноста, не може само во времето да мериме ползата и некој има полза затоа што се вработил. Не, туку Света Марија Магдалина не е вработена од некого, па на тој, заради тој принцип да биде одана, туку заради Царството Божие. Ама штом човек почна да го живее Царството Божие уште сега и овде, друга перспектива на животот постигнува. Затоа што не живее времено веќе, туку живее вечно. Вечноста му постанува негово постоење уште сега и овде во овој смртен свет. Откако воскресна Христос, затоа и воскресна. Меѓутоа, замислете во времето кога уште не беше распространето дека тој воскресна од мртвите. Света Марија Магдалина оди на гробот и не очекува дека може да се случи тоа што и се случи. Ниту на крај памет не и паѓа дека Христос ќе воскресне, зашто никој не слушнал и не видел мртов човек до тогаш да воскреснал. Ама таа прва го видела воскреснатиот Христос. И прва отишла на апостолите да им каже. И тогаш дури дошле апостолите. Затоа е мироносица, со миро, значи со мириси одела на гробот Христов, како што бил еврејскиот обичај, да го помаже со мириси телото, кое требало да сите очекувале дека ќе засмрти. 3 дена погребано некое тело, сега замислете колку би смртало. Ама, она што не очекува и се случува, таа оди со миро и станува мироносици, ама прва го среќа воскреснатиот Христос. Затоа оданоста, браќа и сестри, по светските критериуми, неисплатлива е. Секогаш ќе биде на штета. Зашто другиот кој ја дава, кој е причина за таа оданост, во суштина е секогаш во поголема полза. Меѓутоа, овој начин на оданост за Царството Божие е сосема поинаков начин од овосветскиот начин на користолюбивост, која може да предизвика оданост одредена. Света Марија Магдалина ни покажува дека животот во црквата е живот кој дава вечност, кој очекува пред се вечност, а потоа ја дава вечноста. Милоста Божја, браќа и сестри, нека биде со вас. Нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот.